За значењето на големите христијански празници, Бадник и Божик, за значењето какви се верувањата, но и какви се ставовите на црквата во темата на денот, денеска разговараме со отец Антонија Апостолски. Отец, кажете ми најпрво што значат овие големи празници за нас христијаните? Вербата е дека се ова најголемите празници кои што го навестуваат Христовото раѓање. Што вели црквата, какви се традициите? Токму така, ова се едни од најголемите христијански празници и за нас православните се многу значени затоа што ние на Божик всушност го славиме раѓањето Христово, раѓањето на нашиот Спасител, Господ Исус Христос, а пак Бадник е денот во кој што ние се подготвуваме достоинствено да си го пречекаме празникот Божик. Бадник е ден кој што е пред Божик, ден кој што е во предвечерието на најголемиот празник, ден кој што всушност од црковнословенската терминологија бдети, бдник, да се бдее, да се биде буден, да се чека нешто со големо внимание, влече своји корени и затоа и значењето е дека треба да бидеме будни, да бидеме во молитвено расположение, да дојдеме во храмовите, да се помолиме. Се уште сме во постот, денес се наоѓаме се уште во Божикниот пост, па така последниот ден пред раѓањето Христово да си го подготвиме на некој начин онака и телесно и духовно да се подготвиме, соодветно да си го дочекаме еден од најголемите празници, раѓањето Христово. И токму поради тоа значени се овие два дена за нас православните, бидејќи имаат на некој начин некоја символика, не само што го најавуваат раѓањето Христово, туку едноставно и тука посебни верски чувства се будат кај сите христијани. Се сплотува семејството, се собираат луѓето, си прават заеднички трпези, одат во црква, има најразлични традиции поврзани со празникот, кога се делат дарови, се носат дома гранчиња, дечињата рано наутро го најавуваат раѓањето Христово, нели на овој ден, пеејќи ги тие црковни каланди, односно песни со црковна тематика, кои што ги нарекуваме каланди, затоа и од таму ги нарекуваме дечињата коледари или коледа исто денот денешен се нарекува, што значи дека едноставно има многу работи кои што низ историјата народот некако си ги внел или ги поврзал со овие големи празници и до ден денес ги чествува како традиција. И тоа е многу добро затоа што се додека нели традицијата си ја практикуваме во согласно со верата, а не пречи на црковното учење, тогаш што е многу убаво и на некој начин самиот празник збогатен со сите тие работи кои што паралелно ги правиме со празникот. Така, ги споменавте коледарите како еден предвесник на сите овие убави случувања околу Божик. Ако досега имавме можност да ја слушаме наутро во раните утрински часови онаа песна Коледа леде, изминатите неколку години со оние бадникови поворки се возобновува онаа песна Вечниот Бог. Како црквата гледа на овој нов момент, би рекла ли возобновен момент? Овој нов момент е поддржан од страна на црквата и тоа ни покажува дека црквата гледа позитивно на тоа возобновување на старите древни песни и е многу позитивно затоа што имало некој период, да речеме, во поновата историја, кога можеби дечињата, па и ние сме како генерација дел од тоа кога бевме деца, ја пеевме таа песна Коледа леде и слично, која што е несоодветна за празникот и воопшто не го отсликува она што ние го славиме. Додека пак овие нови песни, што им стам нови, тие се стари песни, меѓутоа возобновени како што рековте, и сега низ годиниве се поинтензивно станови во поголем размер, е многу добро затоа што има црковна тематика и всушност го опишуваат значењето на празникот. Нели, почнувајќи од Вечниот Бог, па сите тие други песнички што дечињата си ги пеат, едноставно се многу убави, милозвучни и самите деца уште од мали нозе се учат за значењето на верата. Тие пеат за тоа дека Христос дојде. Која е символиката на дечињата што ни го најавуваат раѓањето Христово? Уште во моментот кога Господ Исус Христос се родил во пештера од Пресвета Богородица, знаеме дека ангел Господов им се јавил на пастирите што биле тука недалеку во близина и им укажал каде се наоѓа Богомладенецот, да одат да му се поклонат и тогаш целиот тој хор на ангелски сили запел и во тој момент всушност на некој начин тие ангели што го најавиле раѓањето Христово на пастирите сега се пресликани на некој начин во појавата на дечињата кои што низ улиците одејќи по домовите пеат такви соодветни песнички со црковна тематика која најавуваат раѓањето Христово. Сега тие на некој начин се ангелчињата кои што одат по домовите им најавуваат на сите христијани дека Христос се роди. Така, убави се сите овие обичаи, убава е нашата вера.
Вечерва сите семејства сплотени ќе седнат на заедничка маса, на постна трпеза, ќе се крши она паричка со лепче. Какви се верувањата на црквата? Како е исправно да се честува или да се помине бадниковата вечер? Вака сега, почнувајќи уште од рано наутро, бидејќи денес е бадник, во однос на целиот ден, како што спомнав и претходно, се уште сме во постот. Значи, да внимаваме прво да не се наруши постот, да си го издржиме уште денешниот ден во пост и молитва. Тоа значи дека според црковниот типик денеска се пости на масло. Затоа што е вторник и може да се јаде масло, меѓутоа во никој случај риба, затоа што има многу верувања кај луѓето дека денес се спрема постна трпеза со риба, со гравче и така натаму. Воопшто не е важно што ќе имаме ние на трпезата, многу е важно какви ќе бидат нашите чувства, нашите мисли, нашето расположение. Да, ние убаво е да се собереме на трпеза, меѓутоа да не претеруваме сега, да не се преоптоваруваме со тоа што ќе јадеме, како ќе јадеме. Туку едноставно самиот термин што го објаснував претходно за бадник, за тоа бдење, всушност да бидеме будни, молитвено да го дочекаме раѓањето Христово. Не сега ние да седнеме и да се прејадеме на трпеза, значи во се мора да бидеме скромни и воздржани. Тоа е смислата на постот, воздржание и тренинг. Едноставно ние духовно да си го дочекаме достоинствено празникот на раѓањето Христово. А тоа ќе го направиме само во молитвена атмосфера, ако еве ние доаѓајќи во храмот уште рано наутро, потоа одејќи во домовите однесеме една празнична убава молитвена атмосфера со блиските, така и го поминеме целиот ден вечерта, како што рековте, еве и да седнеме на трпеза со најблиските, да си го честитаме празникот, да бидеме сплотени, но сето тоа да биде во чест на празнувањето за раѓањето Христово. Она што го спомнавте со лепчето со паричката, има многу дилеми, секоја година се отвораат кога е дали за Василица, дали за бадник. И честопати велиме, според црковното предание, историски нели како ги гледаме работите што се случувале, има причина зошто се прави тоа на Василица и зошто е на празникот на Свети Васили, поврзано е со неговото житие, кога ги разделиле златниците во лепчиња, ги ставили, ги разделиле на сите верници, секој го добило на што го дал претходно во црквата и затоа има символика зошто се прави тогаш. Зошто се прави на бадник, не знам и немаме во црковните сведоштва историски гледано, немаме никакво сведоштво кое што ни кажува дека се правило на бадник. Тоа е веројатно нешто поново кај нашиот народ, меѓутоа да не биде тоа на некој начин суеверие. Јас не велам дека пречи, нека си го прават луѓето како традиција, меѓутоа да не биде суеверие, да не биде дека ние сега веруваме во тој предмет, во таа паричка дека нам ќе ни донесе среќа низ целата година и така натаму. Ние низ целата година треба да имаме на ум дека сме христијани, да покажеме пред општеството дека сме добри луѓе, дека ние сме следбеници на Господ Исус Христос. А како ќе покажеме дека сме такви христијани, ако не правиме добри дела, ако се караме со сите, ако правиме лошо на сите, ако правиме лоши дела, а со ништо него следиме нашиот Спасител Господ Исус Христос. И токму пред тоа велам секогаш апелирам да ги почитуваме тие моменти, да заживееме морален живот духовен, како што доликува на вистински луѓе православни христијани, а да не веруваме дека ако мене денес паричка да ми се падне, јас сад цела година ќе имам среќа и не знам секој ми тече убаво и така натаму. Среќата сами си ја правиме. Со тоа какви потези правиме во животот, какви дела, какви мисли имаме и така натаму. Така, во предвечерието на Божик, на радосната вест, на онаа победа на светлината над темнината, што значи Божик за нас? Христовото раѓање е најсветото нешто во нашата вера. Така, токму така, Божик е со огромно значење за нас христијаните, бидејќи со овој настан, со раѓањето Христово, започнуваат сите други настани што Господ Исус Христос ги доживеа овде на земјата како Богочовек и на некој начин црквата доби, односно не само црквата, туку самите луѓе, самиот човечки род доби можност за спасение, затоа што Бог кога виде дека човекот не може самиот да се спаси, реши да дојде на земјата, да земе човечко тело, човечки облик, да им проповеда на луѓето, за потоа за нив од преголема љубов кон човештвото да постради да се расне на крстот. Па токму поради тоа со раѓањето Христово започнуваат сите други настани. Ако немаше раѓање како што велат светите отци, ке немаше ни воскресение и така натаму, така што едноставно започнува на некој начин со овој настан таа Божја икономија или Божјата промисла за спасение на човечкиот род. Господ Исус Христос се раѓа многу скромно, како да речеме од сиромашни родители, од Пресвета Богородица во пештера и продолжува со својот живот многу скромно, многу сиромашно, давајќи ни пример како
и ние да се раководиме во животот, да не тежнееме кон материјалното, туку да бидеме секогаш насочени кон духовното, кон она да бидеме луѓе како што треба, во вистинска смисла на зборот, и христијани како што треба. И токму поради тоа, давајќи ни таква смисла на празникот, на сите празници што ни се следуваат, всушност ние на некој начин си земаме пример од Спасителот и на тој начин се раководиме во животот. Огромно е значењето затоа што ни се раѓа Спасителот на овој ден, секоја година на истиот ден си го празнуваме овој празник и всушност ние понатаму веќе ќе ни следуваат празници кои што нели ќе дојде и крштението Христово, Богојавление и така натаму, потоа ќе ни дојде Великден и слично. Си спомнуваме за сите тие настани со една голема стравопочит, со едно големо верско чувство дека ние ги следиме Христовите примери, Христовите заповеди, ние сме вистински христијани, одејќи во црква, молејќи се, почитувајќи ги другите, ширејќи љубов насекаде и всушност на некој начин достоинствено со тоа сме си го одбележали и самиот празник. И токму поради тоа, кога зборуваме за раѓањето Христово, за самиот празник Божик, ние треба секогаш да ги имаме сите овие настани на ум, дека тоа се случило тој ден, дека на тој начин Господ Исус Христос дошол на светот, се родил заради нас, заради наше спасение, за да му помогне на човечкиот род. Така, сите овие празнични моментни еве се водат преку оние свечени божествени литургии и утрово и утре ќе ги имаме овие литургии. Колку е важно верниците да дојдат и да бидат дел од овие литургии како дел од празнувањето на Божик? Многу е важно тоа, затоа што не случајно црквата востановила да имаме посебни богослужби кои што се навистина специфични, кои што се од огромно молитвено значење, затоа што ние како христијани сите веруваме, нели? Знаеме дека Господ Исус Христос се роди, знаеме за значењето на празникот, веруваме дека е така. Меѓутоа, црквата или храмот православен е дом Божи во кој што ние заедно сите се сплотуваме и заедничариме. Таму каде што ние ги примаме телото и крвта Христови при причестувањето за време на светата литургија. И токму поради тоа еве и денес и имаме таа можност, мислам, впрочем и секој ден, меѓутоа денес е посебен празник или бадник каде што се служи специфична долга богослужба на која што луѓето може да дојдат да се молат заедно и да се причестат. Утре исто така имаме света божествена литургија на која што треба сите да дојдеме во што поголем број да се молиме заедно на нашиот Бог. На тој начин покажуваме дека ние сме вистински христијани, нели? Не ако сега ние само си го честитаме празникот, останеме во домовите или се шетаме некаде, сето тоа е во ред, меѓутоа да го започнеме прво денот со молитва, да си дојдеме во храмот, да му се помолиме на Бога, да се причестиме со светите Христови дарови, односно со неговите тело и крв, затоа што тоа е круна на се во христијанството. Литургијата е круна на сите богослужби и треба да присуствуваме што почесто на литургиите и треба тука да заедничариме, затоа што тука докажуваме дека ние заедно сме сите сплотени во името на нашиот Спасител Господ Исус Христос, се причестуваме со неговите тело и крв и потоа веќе да речеме, како што и претходно спомнав, таа молитвена атмосфера си ја носиме и по улиците, во домовите, на секаде каде што одиме или на работните места и слично, на секаде на некој начин луѓето ќе приметат, ќе видат дека христијаните навистина се однесуваат соодветно како што им доликува. И така, затоа е многу важно да се присуствува на богослужбите, па потоа одејќи нели во надвор од храмот, веќе во домовите и каде и да одиме на работните места без разлика, помеѓу луѓето секогаш да се шириме љубов, да докажеме дека еве ние како што треба си ги чествуваме празниците достоинствено. Така, отец, многу убави пораки испративте на нашите гледачи, како што велат за Божика е да си дома, да си нека е за многу години овој празник, да го славиме името Господово и да си ја чуваме нашата вера. Амин. Дај Боже и да посакаме секогаш да се шири помеѓу нас љубовта, трпението, разбирањето и како што реков, на тој начин ќе покажеме дека сме Христови следбеници. Нема поинаков начин. Така, благодарам за многу години на вистина се роди. Благодарам што бевте дел од тема на денот.